الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد. Во името на Аллах Тебареке ва Теаля, единствен Господар, единствен Бог кој што заслужува да се обожава, сеопштиот, доброчинител, милостивиот, милосрдниот. Само на Аллах Тебареке ва Теаля му припаѓа сета хвала. На Аллах Аззе ва Џел му припаѓа сета благодарност. На Аллах Аззе ва Џел му се заблагодаруваме за сите ниамети што тој ни ги дал. Само Аллах Аззе ва Џел го обожаваме и само од него помош бараме. Кај Аллах Аззе ва Џел се ослонуваме од злото на самите нас. На Аллах Аззе ва Џел му се заблагодаруваме. Од Аллах Аззе ва Џел риск и беричет бараме. Само на Аллах Аззе ва Џел го обожаваме. Само на Аллах Тебареке ва Теаля ибадет му чиниме и на никој друг освен нему единствен Аллах Тебареке ва Теаля. На Аллах Тебареке ва Теаля му се заблагодаруваме за сите добрини и за се што ни дал. Му се заблагодаруваме што нас не створил во најубава форма и му се заблагодаруваме за тоа што ни овозможил да се родиме како верници и да живееме како верници, и го молиме на Аллах Тебареке ва Теаля да ни овозможи цел живот да го поминеме со верба, со верување во него, со тевекул, со ослонување на него, со ибадет само на него, и на крајот да го предадеме еманетот, последниот здив наш со зборовите ешхеду ан ла илаха иллаллах ва ешхеду анна Мухаммедан абдуху ва расулух, што значи дека ние сведочиме све додека сме живи до последниот здив дека нема друг Бог освен Аллах Аззе Џел кој што заслужува да се обожава, и дека Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем е негов искрен роб и негов пратеник. Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, кој што е последен пегамбер во низата на Божите пратеници, печат на пегамберството, после него друг пегамбер до судниот ден нема да има, и сите се обавезни него да го следат. Сите светови се обавезни него да го следат, бидејќи тој е рахметен лил алемин, тој е милост за сите светови. Тој, Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, е милост за сите светови. Му се заблагодаруваме на Аллах Тебареке ва Теаля, исто така што ни овозможил повторно вечерва да се собереме, последна пауза од 2 недели од прилика, можда и поише. Барам Аллах од вас, чините ми Аллах што не можев, да ги во континуитет да ги држам дерсовите поради тоа што бев на службен пат. Му се заблагодаруваме на Аллах Аззе ва Џел што ни овозможи повторно да се собереме во овој меджлис, кој што е еден од меджлисите во кој што се споменува името Аллахово, во кој што се велича името Аллахово, во кој што се споменуваат неговите изабраници, неговите Божји пратеници, и устоа да бидеме свесни дека овој е меджлис, ова е едно место од местата
кои што се со беричет, кои што се благословени од Аллах те бареке ве теала, овие се едни од дженетските бавчи. Ако сакате, драги браќа, да најдете бавчи од дженнетот на оваа дуња, тоа се единствено меджлиси, тоа се единствено скупови места каде што се зборува во името Аллахово, каде што се велича името Аллахово и каде што се учи за верата Аллахова. Па рекол Мухамед саллаллаху алейхи ве селем, Аллах аззе џел има створено посебни мелеци. Од сите мелеци што Аллах аззе џел ги створил, една група на тие мелеци се створени само со една цел. Тие што прават, тие одат, шетаат по цела дуња, по цел свет и бараат вакви меджлиси, бараат вакви состаноци, бараат вакви места кај што луѓето се собираат во името на Аллах те бареке ва теала. Кога ќе најдат таков меджлис, тие седнуваат во тој меджлис, седнуваат на тоа место. Значи во местото кај што се спомнува името Аллахово, седнуваат и мелеците што Аллах те бареке ва теала ги споменал. Значи бидите свесни дека во ваше друштво, во наше друштво и овде имаме мелеци, кои што во продолжение на хадисот на Мухамед саллаллаху алейхи селем, кои што мелеци чинат истикфар, бараат опрост за нашите гревови кај Аллах те бареке ва теала. И во ова место, во овој мезлис, се додека се луѓето собрани и седнате во името на Аллах аззаваџел, мелеците ќе чинат истикфар додека да се растори соберот. Во моментот кога луѓето ќе станат, кога ќе се растори соберот, тогаш вика Аллах те бареке ва теала, им се обраќа на тие луѓе. Ќе ни се обрати и нас кога ќе станеме од овде би иднилlah со зборовите станите и разидите се со очистени гревови. Го молиме на Аллах те бареке ва теала и ние да сме од тие робови искрени Аллахови кои што се собираат само во името Аллахово за да го споменуваат и величаат неговото име и за да учат за неговата вера. Во продолжение на нашите дерсови, на нашите предавања, значи сме кај Нух алейхи селам, Божите пратеници кои што ги учевме од Адем алейхи селам па натаму, стигнавме до Нух, значи објаснивме за Нух алейхи селам и за неговиот народ, објаснивме дека народот на Нух бил фактички првиот народ кој што починил ширк спрема Аллах те бареке ва теала, кој што ширк беше што супарништво или орташтво, да му чиниш ортак, супарник на Аллах те бареке ва теала, и ова е најголемиот грев што може да постои и најголемиот зулум, како што рековме, аргумент ајетот на Аллах те бареке ва теала, инне ширке ле зулмун азим, навистина ширкот е најголем зулум, најголема неправда што може човек да ја почини, и токму ваква неправда за прв пат на земјината топка направија народот, луѓето од народот на Нух алейхи селам, и ова беше една од причините зашто беше Нух алейхи селам испратен до својот народ како Божи пратеник да ги повикува во теухид, во единство на Аллах те бареке ва теала, да го обожаваат само на Аллах единствен, и при тоа на Аллах аззаваџел да не му чинат ширк, значи да не му супарници да не му припишуваат, ортаци да не му припишуваат, а народот на Нух, како што се сеќавате, рековме, 5 божества имал, главни божества со кои што, значи божества ги викале, нели, ги издигнале на ниво на богови, со што фактички се појавило идолопоклонството, односно ширкот, и тие луѓе биле мушрици или идолопоклоници. Исто така рековме на прошлите предавања, кажавме дека Нух алейхи салам дебатирал ден и ноќ, повикувал во верата Аллахова, во теухид, во единството на Аллах аззаваџел, ден и ноќ, во време трајање од 950 години. После 950 години на Нух алейхи селам му се обратиле, му одговориле многу малку луѓе. Многу малку луѓе од неговиот народ, еден определен број од неговиот народ биле верници, додека големата, огромната, значи веćина фактички од неговиот народ останале неверници. Поради тоа Аллах те бареке ва теала му даде вдахнување, му објави на Нух алейхи селам во суво место таму кај што живееле, да почне да гради брод. Тој брод е фактички најголемиот брод што го видела оваа земја. Ние кажавме за бродот на Нух алейхи селам, објаснувавме за тој брод, додека Нух алейхи селам го градел неговиот брод, сите околу него го исмејувале и викале дека овој мрнал, овој не е добар со паметот, гради брод на суво место.
каде што нема ни море ни вода. Арно ама Аллах Аззаваџел го што му го нареди тоа затоа што Аллах Аззаваџел имаше план. Аллах Аззаваџел имаше одлука донесено, а одлуката беше што? Казна, страшна казна изнад неверниците, изнад народот на Нух, а тоа беше огромниот потоп кој што се случи. Аллах Аззаваџел и нареди на водата: излагај, извирај од сите места од земјата, со тоа што водата достигнала изнад, фактички поплавила све могуче на оваа земјина топка. Значи, како што рековме по некои преданија, дури 15-20 метра изнад највисоките врвови на оваа земја. Општи потоп. Сите луѓе кои што биле неверници во овој потоп угинале. Нух алейхиселам се качи во тој брод што го градеше, и во тој брод се качија тие луѓе кои што на Нух алейхиселам му веруваа, и тие се спасија. Исто така кажавме дека на Нух му било наредено да земе од сите живи суштества по еден чифт, нели, по еден пар, машко и женско, исто така ги зел на бродот за после потопот, после повлекување на водата, да продолжи животот повторно да се развива, и токму така било. Откако бил општиот потоп, откако биле казните неверниците, откако сите биле удавени, нели, Аллах Аззаваџел наредил на водата да се повлече, водата почнала да се повлекува, тогаш, нели, слагаат од бродот, и Нух алейхиселам со тие неколку верници што биле со него го продолжуваат животот на земјата. Исто така, ако се сеќавате, кажавме дека Нух алейхиселам имал 4 сина. Од тие 4 сина, тројцата биле со него. Сам, нели, Хам и Јефит. Овие тројца синови биле верници, и тие се качиле со него заедно на бродот, и од овие тројца после тоа, на подприлика кон крајот на последното предавање, колку што сеќавам, кажавме неколку хадиси од преданија од Мухамед салаллаху алейхи ве селем, дека од овие тројца се развиле голем број на народи. Четвртиот син, Јам, бил неверник на Нух алейхиселам. Бил неверник, четвртиот син, и кога почнала водата да надоаѓа, почнал да бега и да се качува по планина. Кога тој се качувал по планина, водата надоаѓала и го дигнала бродот. И се виделе Нух и неговиот син Јам. Нух повторно го повикал, му рекол: немој да бидеш од неверниците, дојди и качи се, верувај во Аллах Аззаваџел, качи се во бродот. А тој што рекол? Јас ќе се качам на најголемата планина и на највисоката планина и ќе се спасам. А Нух тогаш му одговорил: на денешниот ден спас нема за неверниците. И стварно така и било. Дошло еден бран огромен, голем бран, кој што го разделил Нух со бродот негов, нели, од неговиот син Јам, кој што се потопил и се удавил во овој огромен потоп. Овие три сина, Сам, Хам и Јафит, понатаму продолжиле со Нух алейхиселам да живеат, и како што рековме, од овие Аллах Аззаваџел размножил многу големи народи. Така, од синот Сам, од синот на Нух, Сам, преку неколку поколенија се развил народот Ад. Неколку поколенија. Нух, па Сам, и после неколку поколенија од Сам се развил народот Ад. Поточно, Ад бил човек, или да речеме татко на тој народ, на тоа племе, Ад, кој што бил син на Авс. А Авс бил син на Ирем, додека Ирем бил син на Сам, а Сам е синот на Нух алейхиселам. Јасно е ова? Значи, Ад, кој што бил син на Авс, Авс е син на Ирем е син на Сам, а Сам е од Нух алейхиселам. Неколку поколенија, 4-5 поколенија, доаѓа, значи се создава едно племе, еден народ, кој што се вика по таткото нивни, нели, по водачот нивни, кој што се вика Ад. Овој народ се вика Ад. Народот Ад, па и Ирем се спомнати во Куран во суре Феџер. Па вика Аллах тебареке ве теала во суре Феџер: Елем тера кейфе феале раббуке би Ад. Зарем не виде ти, зарем не знаеш ти што господарот твој направи со Ад? Ираме датил имад, и со станарите на Ирам, кои што дигаа палати на
на високи столбови. Значи Аллах те бареке ве теаля Ад и Ирам ги споменува во Куранот, имаме аргументи во Куранот за овие луѓе, уште еднаш Ад кој што е син на Авс, а Авс е син на Ирам. Аллах Аззаджел спомнал дека овие луѓе граделе нели живеалишта кои што биле дигнати на високи столбови. Какви биле тие живеалишта точно не се знае, ама има некои преданија, кои што се со висока доза на поверливост, а тоа е дека овие луѓе живееле под тенди, ама тендите ги дигале на високи столбови, на високи стубови. Инаку овој народ Ад е првиот народ после народот на Нух, кој што повторно починул ширк. Првиот народ после народот на Нух, кој што повторно почнал да верува во божества. Овој народ имал 3 божества. Кои што ќе ги спомнеме подолу. Бидејќи овој народ Ад биле зулумчари, биле неправедни и почнале исто како и народот на Нух да прават неред на земјата. И тоа што е најбитно, почнале да прават најголема неправда, тоа е ширкот, нели? На овој народ исто така им бил пратен Божји пратеник. Аллах Аззаджел избрал искрен роб од нивниот народ, а тоа е кој? Худ алейхиселам. Худ е син на Ад. Значи Худ, ибни Ад, ибни Аус, ибни Ирам, ибни Сам, ибни Нух. Значи Худ алейхиселам, кој што е првиот Божји пратеник после Нух алейхиселам, е Божји пратеник за народот Ад, кој што исто така почнал да почнале да бидат идолопоклоници и да веруваат во идоли, да веруваат во божества. Овој човек Худ, се вели за него дека е првиот од арапите. Худ алейхиселам е првиот кој што почнал да користи арапски јазик. Така во сахихот на Ибн Хибани се пренесува веродостојна предаја од Мухамед салаллаху алейхи ве селем во еден случај кога му се обратил на еден од сахабите кој што се викал Ебу Дер, па му рекол: од нив четворица се арапи. Од сите нив, од Божите пратеници, рекол, четворица се арапи, а тоа се Худ, тоа се Салих, тоа е Шуајб и твојот пратеник о Ебу Дер. Однесувајќи се на Мухамед саллаллаху алейхи ве селем, мислил на себе, значи и на твојот пратеник о Ебу Дер, значи Мухамед саллаллаху алейхи ве селем. Значи, уште еднаш, ова е хадис и сахих, во сахихот на Ибн Хибан се пренесува дека Мухамед саллаллаху алейхи ве селем му се обратил на Ебу Дер со зборовите: од нив 4 се арапи, четворица се арапи, а тоа се Худ, Салих, Шуајб и Мухамед саллаллаху алейхи ве селем. Иначе арапите кои што се појавиле, значи од Сам, гледате, потекнуваат од синот на Нух Сам. После ќе видите покасно зашто арапите и евреите се викаат семитски народи. Зашто се од Сам. Од Сам потекнуваат арапите. Има преданија и има мислења на исламската улема дека сите овие народи кои што се појавиле пред Ибрахим, а тој е Абрахам, познат како Абрахам во другите народи, тој е Ибрахим алейхиселам, Божјиот пратеник Ибрахим, сите овие народи кои што се појавиле пред Ибрахим се викаат чисти арапи. Кои се тие? Тие се Ад, Семуд, Медјен, и неколку други. Тоа се чисти арапи. Сите кои што се појавиле после Ибрахим или поточно после Исмаил, а Исмаил алейхиселам е синот Ибрахимов, се викаат арабизирани. Ама по друга страна, Исмаил алейхиселам, кој што е синот Ибрахимов, е првиот кој што почнал да употребува чист литературен арапски јазик. Исмаил, синот Ибрахимов, е првиот кој што почнал да користи чисти литературен арапски јазик. За по многу поколенија после Исмаила да дојде кој? Кој е потомок на Исмаил? Мухамед саллаллаху алейхи ве селем. Мухамед
je potomok na Isma alejhi selam i Muhammed posle mnogo pokolenja sallallahu alejhi ve sellem isto go koristel jazikot što go koristel Ismail alejhi selam, a to je čist literaturan arapski jezik. Čist literaturan arapski jezik. Значи, како што рековме, Ад е еден од арапските племења, еден од потомците на арапите, и овој е народ фактички кој што исто така почнал да веруваат во божества. Тие три божества кои што ги спомнавме претходно се Самет, Самут и Херра. Овие биле нивните три главни божества. Затоа Аллах те бареке ве теала им го испратил нивниот брат Худ. Зашто викаме нивниот брат? Затоа што е од тоа племе. Затоа што е од нивниот народ. И токму со тие зборови Аллах те бареке ве теала го спомнува во едно од сурињата во светиот Куран, кога вика: "Ва ила адин ехахум худа." И вика, ние им го испративме на Ад нивниот брат Худ, кој што кале ја кауми абудуллах. Што им рече? Исто како и Нух алейхи селам. О мој народу, калу ја кауми абудуллах, о мој народу, верувај во Аллах те бареке ва теала. Верувај. Ама како верувај? Дали во рубубијет или во улухијет? Улухијет, браво. Значи исто како и кај народот на Нух. За тие кои што не знаат многу добро и кои што не ги разбираат овие термини, малку едно по објаснување. Имаме теухидул улухије, имаме теухидул рубубије и теухидул есма ва сифат. Теухидул рубубије е дека Аллах те бареке ве теала е еден единствен Господ, Господар, еден единствен Бог кој што заслужува да се обожава. И тоа е еден единствен кој што ствара, и еден единствен кој што поседува, и еден единствен кој што дава. Рск, беричет и така натаму. Тоа е теухидул рубубије, да обожаваш еден единствен Аллах азза ва џел, кој што поседува све, ствара све, дава све. Од друга страна имаме теухидул улухије, каде што викаме, што значи ова што подразбира? Дека Аллах те бареке ве теала е еден единствен Господар кој што заслужува да се обожава, никој друг освен него не се обожава. Тоа е теухидул улухије. И теухидул есма ва сифа, дека Аллах те бареке ве теала е еден единствен на кого му припаѓаат најубавите имиња и најсовршените својства. Есма ва сифа, имиња и својства. Сега, зошто викаме дека овде, како и кај народот на Нух, се работи за теухидул улухије, а не рубубије? Затоа што овој народ, како и народот на Нух, не викале нема Аллах, не веруваме во Аллах. Значи, кога би рекле така, тогаш нема да беше зборот ва абудуллах, обожавајте го на Аллах. Туку че беше ва амене биллах, вие верувајте во Аллах. Ама не вика амене, верувајте. Туку вика обожавајте го на Аллах азза ва џел. Значи немој да обожавате друго нешто освен Аллах те бареке ве теала. Немој да ги обожавате Самут, Семут и Херра. Тие се идоли, тие се, што се тие? Тие се измислени божества, кои што ништо во своја рака немаат. Вакви работи ќе се повторуваат нон-стоп. Ќе видите кога ќе учиме кај Ибрахим алейхи селам. Исто, таткото на Ибрахим алейхи селам градел камени идоли. Ги обожавале нив. Тој од камен. Ибрахим алейхи селам еден ден што направил, зел една сабја огромна, сите идоли ги искршил и сабјата ја ставил кај најголемиот камен, кај најголемиот идол. Кога дошли утрената луѓето, што стана со нашите божества? Кој го направи ова? Ибрахим им рекол, не, видите кој има сабја в рака? Тој големиот. Абе, рекол, ти нормален си или не си? Значи, што му рекле, дали си ти нормален? Па тој е камен, тој не може... не може, значи тој. Па како го обожавате? Бог, божество. И то голем, најголем Бог, не можел тој да направи таква работа? Значи, од камење. Значи, кога човек ќе употреби јасна логика
И кога човек ќе употреби тоа што е во неговото фитре, во неговата природа, тогаш ќе свати дека Аллах те бареке ве теала е еден единствен Господ, Господар. Еден случај со сахабите во времето на Мухамед ﷺ, исто ширкот и идолите многу биле распространети. Па се кажува дека имале 360 идоли во Мека само. Еден од сахабите како го прифатил исламот? Поминувал покрај еден од тие идоли од дрво, нешто направено, некоја фигура, тој бил некој бог за нешто. И тој поминувал покрај тој бог. И кога видел околу тука едно куче, так ногата ја кренало и на божествово го изуринирало, со урина. И тогаш овој сахабот се помислил, каков Господ може да биде овој кога дозволува едно куче да го помоче? Како може това да биде божество? Значи, кога човек ќе употреби логика, кога ќе го отвори срцето да свати, ќе свати кој е Господ, не може да се подчини на некој камен, на некој нешто да верува во камења, во дрва, во измислени божества. Туку ќе верува токму онака како што треба, ќе верува во Аллах, кој што е еден единствен вистински Господ тебареке ве теала. Така и Худ алейхиселам му рече на својот народ на Ад, верувајте во Аллах тебареке ве теала. Малекум мин илахин гајру, па вие немате друг господар Господ освен него. Вие немате. Ефела теттекун, зарем нема да бидете богобојазни? Зарем нема да имате таквалок, нема да се плашите? Зошто да имаш богобојазност? Па субханаллах, ако ти, Аллах аззавеџел, тебе те створил, и тоа во најубава форма, те створил човек, не те створил куче, ни маче, ни слон, ни носорог, и така натаму, те створил човек во најубава форма, ти дал власт на оваа дуња, да бидеш изнад сите. Слон е, огромен е, може да те сгази со еден потез да те уништи, ама ипак ти се качаш над слонот и го заповедаш кај да оди. Аллах аззавеџел тебе те ставил, овде на оваа дуња, ти да господари со оваа дуња. Во најубава форма те створил, ти ги дал сите могучи нимети, сите могучи доброти, и ти наместо на Аллах аззавеџел да му чиниш ибадет, ти му чиниш ибадет на некој дрво, на некој камен, се молиш на тоа дрво, се молиш на тој камен, дај ми бериче, дај ми благослов, дај ми ова, дај ми она, дај ми риск, дај ми деца, дај ми не знам што, дај ми, на тоа дрво се молиш, субханаллах. Аллах аззавеџел ти дал све, Аллах аззавеџел е тој кој што ти дава риск, Аллах е тој кој што ти дава обскрба, и ти пак наместо на Аллах аззавеџел ибадет, му правиш ибадет на некој друг. Зар не е тоа најголема неправда? Инне ширке ле зулмун азим. Често го спомнуваме ова, ама на сите нека им влезе ова во памет. Сите да го запамтите. Инне ширке ле зулмун азим. Ширкот е најголем зулум. Ширкот е најголема неправда. Затоа што ти чиниш неправда спрема твојот Господар, спрема тој кој што те створил, човече. И така, затоа Худ им рече: Ефела теттекун, зар нема да бидете богобојазни? Зар нема да бидете од тие кои што се плашат од Аллах аззавеџел? А зашто човек треба да биде богобојазен? Зашто човек треба да се плаши од Аллах аззавеџел? Зборот таква, кој што е употребен овде, ефела теттекун, од зборот таква, теттекун, од зборот таква лук. Што е таква лук? Таква лук, зборот таква лук со еден збор на македонски не може да се објасни, ниту на друг јазик. Туку има три значења, главно три значења. А тоа е што? Тоа е страф, тоа е почит и тоа е љубов. Кога овие три работи ќе ги споите, тогаш ќе го разберете зборот таква. Зошто страф? Затоа што Аллах аззавеџел е све могучи. Кун фејекун. За Аллах аззавеџел е све лесно, само треба да рече кун, биди, фејекун, биднало. Овој збор кун е со два збора, со две букви. Каф и нун. Кун. Знаете што викаат улемата? Кога Аллах аззавеџел ќе одлучи нешто да биде и кој ќе рече кун,
уште К е речена ку, нун уште не е изговорен, фајекун, тоа биднало. Тоа е више биднато. Кога Аллах одлучил и рекол кун, немаш време да речеш фајекун, тоа е биднато више. Готово, бидна. За Аллах аззаваџел е све лесно. Аллах аззаваџел е тој кој што све створил, ама Аллах аззаваџел е тој кој што на судниот ден ќе ги замота земјите и небесите. Ќе ги замота. Аллах аззаваџел е тој кој што дава живот и кој што го зема животот. А тој сам ниту е роден, ниту родил некого. Ниту па за него има смрт. Аллах аззаваџел е прв на почетокот и последен на крајот. Аллах аззаваџел ќе дојде момент кога на све живо ќе им го одземе душата. Тоа го објаснувавме во предавањата за, нели, случувањата на судниот ден. На све живо што постои ќе им биде одземена душата и ќе остане еден единствен и тогаш ќе извика, Што ќе извика? Кој се сеќава? Кој е господар денес на овој ден? Кој е господар денес на овој ден? Само Аллах вахидул кахар, еден единствен Аллах аззаваџел. Како да нема страф? Ако Аллах аззаваџел одлучи да казни еден народ, ќе го казни. И од сега па натаму, видовте кај Нух алейхиселам, видовме со огромен потоп. Ќе видите после кај Ад казните, ќе видите кај Семуд казните, ќе видите кај други народи какви казни, ќе видите каква казна доживеал народот на Лут алейхиселам, кои што биле хомосексуалци. Ќе видите кај нив каква казна Аллах аззаваџел дал. Зар не е заплашање? Треба човек да се плаши валлахи. И тоа се казни овоземалски на оваа земја, на оваа дуња. Што станува со казната во џехеннем? А ние многу добро објаснувавме какви се казните во џехеннем. Кога ќе изгорат кожите, па други кожи ќе им се дадат да осетат повторно болка. Па ти таа кожа ќе им изгорат, ќе се онесвестат, па ќе бидат освестени за пак да осетат болка. И така нон-стоп, нон-стоп, нон-стоп. И тоа болка, следната болка е поголема од претходната. Следната поголема од претходната и тоа нон-стоп, 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 без прекин. Какви се тие ужасни патњи што Аллах аззаваџел ги спремил за неверниците. Не е заплашање, валлахи заплашање. Валлахи заплашање. Значи, од Аллах аззаваџел треба да се имат страф. Мора да се имат од Аллах аззаваџел страф. Од друга страна, према Аллах аззаваџел треба да се имат почит. Зошто почит? Па ние, субханаллах, луѓе, па правиме почит спрема некои луѓе што се на повисока позиција, со повисоки, не знам, чинови, постигнале нешто во животов, направиле нешто во животов, богати се или не знам што се, па човек према човек, викаме почит. Човек према човек. А човек према Аллах аззаваџел, кој што повторно те створил, ти дал сите нимети, сите убајни, сите добрини, обскрби, зар не треба да се има почит спрема Аллах тебареке ве теала? Кога би ги броеле, вика Аллах тебареке ве теала, ниметите Аллахови, не би можеле да ги изброите. Во еден ајет Аллах аззаваџел вика, кога сите дрва би ги направиле моливи и сите мориња мастило, па да ги пишете добрините Аллахови, нема да може, ќе пресушат, ќе се потрошат дрвата и ќе пресушат бојата, ќе пресушат морињата. И нема да ги изброите ниметите Аллахови. Не е за ова за почит? Зар не е за почит? Значи треба страф од Аллах аззаваџел, треба почит кон Аллах тебареке ве теала. И најбитното, круна на све, љубов спрема Аллах аззаваџел. Љубов. Зашто? Зашто тој те створи. Со неговата рака го створи Адема, па му вдахна живот, па ти даде све, па Аллах аззаваџел не те оптовари со работи што ти не можеш да ги носиш. Има ајет во Куранот, вика, не го оптоварувам робот мој поише од тоа што може да го носи тој на неговата грба, на неговите рамења. Треба да се има љубов спрема Аллах аззаваџел. Ко се прави ибадет се прави со страф, ибадет се прави со почит и што е најбитно, ибадет се прави со љубов. Значи, кога одиш ти намаз да клањаш, со љубов спрема Аллах аззаваџел, и со страф и со почит. Овие работи се многу битни. И ова
што Худ го рекол, и Нух го рекол, и сите Божи пратеници понатаму, и сите даи, сите повикувачи во верата, до судниот ден ќе го употребуваат, ефела теттекун, зар нема да бидете богобојазни, субханаллах, после сите аргументи што Аллах Азза ва Џел ни ги дал, после сите аргументи што Аллах Тебареке ве Теала ни ги пружил, сите Божи пратеници, сите Божи книги, уште ќе бидете тврдокорни, уште ќе правите ширк, уште ќе правите куфар, или ќе верувате во Аллах Азза ва Џел, ама ќе правите харами, ќе правите забранети дела? Ефела теттекун, зар нема да се плашите од Аллах Азза ва Џел? Зар нема да бидете богобојазни? Откако Худ алейхи селам им рекол ефела теттекун, зар нема да бидете богобојазни, што му одговорија луѓето негови? Видите сега паралелата. Ако се сеќавате со предавањето за Нух, видите овој ајет и ајетот кај што беше за Нух алейхи селам. Века: "Кале ал-малеу аллазина кафару мин qaумихи инна ленераке фи сефахе ва инна леназуннуке минал кадибин." Рекоа прваците на тој народ, се сеќавате? Многу сличен ајетот. Кога Нух ги повикуваше, истото им одговорија прваците на неговиот народ. Худ ги повикуваше во верата на Аллах Тебареке ве Теала, во теухид, во еден Аллах Азза ва Џел, прваците нивни вика: "Еллазина кафару", кои што бија неверници, мин qaумихи, од неговиот народ, што му рекоа? "Ние навистина тебе те сметаме за игнорант." Худ алейхи селам, Божи пратеник, избран од Аллах Азза ва Џел, ние тебе навистина те сметаме за игнорант, ва инна леназуннуке минал кадибин, и ние сметаме дека ти си лажко. Се сеќавате? Многу слично како кај Нух алейхи селам, многу слично. И покрај тоа Худ на тој им одговорил: "Кале ја қауми, лейсе би сефахе." О народу мој, им рече Худ, не сум јас игнорант, не сум јас лажго, "Валакинни расулун мин раббил алемин", туку сум ви јас Божји пратеник од вашиот господар. "Убелигукум рисалати рабби ва ана лакум аминун насих." Јас ви само ви ги доставувам наредбите од вашиот господар до вас. И јас навистина сум ви ваш што? Еминун насих, тој кој што ви чини насијат, вас советник, и тоа емин, искрен советник. Ја ве советувам искрено во Аллаховата вера. Инаку тоа што е интересно во Куранот, и во овие неколку ајати сега што ги прочитав, и во следниот во Шуара 123 до 140 ајет, подредувањето на настаните во Куранот, и во суре Худ, и во суре Муъмин, и во суре Шуара, и во суре Худ, и во суре Нух. Во сите овие суриња Аллах Тебареке ве Теала прво објаснува за случувањата со Нух и неговиот народ, и одма после тоа за Худ и народот Ад. Значи, Аллах Азза ва Џел во самиот Куран ги подредил работите и ни дал до знање како историски се развивале работите. Значи, прво бил народот на Нух и нивниот пратеник Нух алейхи селам, после тоа бил народот Ад, кои што биле неверници, идолопоклоници, и нивниот пратеник Худ алейхи селам. Па вика во сура Шуара: "Кезебет Адул мурселин", и народот Ад ги сметаше лажни пејгамберите. "Из кале лехум ахухум", а нивниот брат им велеше, Худ, нивниот брат Худ им велеше: "Ела теттекун", зарем нема вие да се плашите од Аллах Азза ва Џел, "Инни лекум расулун емин", а јас сум ви вас искрен пратеник од Аллах Тебареке ве Теала. "Феттекуллахе ва атиун", а вие плашете се од Аллах и бидете послушни. "Феттекуллахе ва атиун", и бидете послушни, односно бидете од оние кои што ќе ме следат мене. Значи, пошто е тој Божји пратеник, пошто е тој пратеник на Аллах Тебареке ве Теала, луѓето треба да му бидат послушни и да му се подчинат, да го пратат, да му чинат и таа што викаме понашки. "Вама есалукум алейхи мин еджр", и јас од вас не барам никаква награда. "Ин еджри илля але раббил алемин", мене наградата ми е од Аллах Тебареке ве Теала. И вака до 140-тиот ајет, значи Аллах Тебареке ве Теала во суре
Шуара, значи, нели ни објаснува за Ад и за народот Ад и за нивниот пратеник Худ алейхи селам. Дури тоа што е интересно, во Куранот се спомнува дека овој народ, овие Ад, чак што више одели еден чекор понатаму, уште полоши од народот на Нух алейхи селам. Зашто? Затоа што го обвиниле на Худ алейхи селам со што? Со тоа дека Худ немал доволни аргументи наводно. И му рекле: "Калу ја Худу ма джиетена бибени", значи му рекоа на Худ: "О Худ, ти стварно немаш аргументи да не убедиш нас. И ние нема да ти веруваме само на збор тебе. Затоа ние ќе бидеме неверници." Сами со своја уста изјавија: "Ние тебе нема да ти веруваме. Ние ќе бидеме неверници." Токму затоа, после во наредните ајети ќе видиме иншалла на наредното предавање, Аллах те бареке ва таала им ја спушти казната заслужена. Аллах аззе џел без заслуга не дава казна на ниеден народ. И Аллах аззе џел на секој народ му дава што? Рок. Рок за што? За теубе, за покаяние. Можда тој народ ќе се покае, можда тој народ ќе се врати во вистинскиот пат, можда тој народ ќе верува во Аллах аззе џел и ќе го исполнува теухидот и нема да чини ширк. Ако тоа се случи, тогаш Аллах аззе џел ќе ги истури своите благодати на тој народ. Ако тоа не се случи, тогаш Аллах аззе џел ќе истури својата срџба и својот бес и својата казна на тој народ. Тоа било, е и ќе биде до судниот ден. Така ќе биде до судниот ден. Нема народ кој што се појавил на оваа дуња, на кој што не му бил даден определен рок. Ако сакаш да бидеш како што треба, имаш рок, внимавај. Треба да бидеш попрен. Треба да се попреш. Ако не, знај дека ти следува казна. И тоа, казната овоземалјска е премногу блага. Луѓето се плашат, паники креваат од огромен снег. Негде ќе пукне некој вулкан, негде некој земјотрес, негде не знам што, некоја поплава, Лани, се сеќавате во Елбасан поплавата што беше? Трагедија огромна. Беше трагично, не дека не беше. Тоа не е ништо. Тоа не е ништо во споредба со она што Аллах аззе џел може да му направи на еден народ. На оваа земја, на оваа дуња, на овој свет, во овој живот, да не зборуваме за казните што Аллах аззе џел ги спремил на наредниот свет. Аллах да не заштити од нив. Аллах аззе џел да ни даде насијат, да бидеме од тие кои што земаат совет, кои што земаат поука од животот на поранешните народи и од животот на Божите пратеници. Го молиме на Аллах аззе џел да ни ги опрости нашите гревови и да не собере заедно сите во џеннет. Ахиру давана ен илхамдулиллахи раббил алемин.